потивко некако возење. Тоа што е господско возењето со убава комодна амортизација, убаво седење, изобилство од опрема, простор. Тоа не треба да се чудува затоа што многумина го препознаваат автомобилот, и тоа е Ford T5 Evo. Меѓутоа, причината што овој примерок на T5 Evo, оваа моделска изведба на T5 Evo, вози уште толку потивко е што ова е хибриден Ford T5 со хибриден погон. Возам во еден предел во кој што досега немам направено репортаж, односно мене и тестовите ми се репортажи, не знаете дека секогаш има некоја содржина плюс во овите возења. Тука сум во правец на Чашка, уште малку ќе следи двоењето за Чашка, за села Чашка, целиот регион се нарекува Чашка, затоа што окружена од сите страни со планини, ридови, многу убав крај, а понатаму продолжува по Чашка, одредиштето ми е езерото Лисиче. Тоа е вештачка акумулација, од која што се снабдува со чиста вода веднаш. Значи, секогаш било, барем во минатото било проблем за тоа што се до тоа загадување индустрија што го направија некои таму чудни режими. Значи, направи водата да биде не толку здрава за пиење и консумирање, и затоа е направена таа акумулација на Чашка, право е за извор. Богомила за прилет може да се отиде Јасеново секако, а тука одиме за Чашка. И тоа е двоењето. А зошто ја избрав Чашка? Затоа што пределот натаму е фантастичен. Затоа што ова е веројатно еден од краиштата што човек што е гладен за убавините на Македонија, за природните убавини на Македонија, не смее да ги пропушти. Посебно не сега на есен, кога има шаринило од пои, значи таа фраза. Меѓутоа, навистина тоа што е убаво е што не е оптоварено со сообраќај, значи за да дојдете до таму, нема прво да се изнадишете нечист воздух, да се изнастушате врева и слично, туку доаѓате и само што ќе скршнете, доаѓате во еден предел кој што е, јас тоа го велам, предел убав за крепење. Сега тука ќе направам една починка, една пауза, затоа што спуштањето надолу е многу впечатливо, значи од тука почнува целата таа убавеност. Ова е еден крај што не смеат да го пропуштат луѓе што се гладни за убавина. Тоа шаренило од бои за кое што зборував. И верувам дека ќе биде откритие за многумина што бараат некое ново место кое што не го знаат и се гладни за убавината на македонската природа, на нашата најубава Македонија. Ова е совршено време, есен. Патот е квалитетен, секако дека треба да се биде внимателен, затоа што има сообраќај. А што се однесува до хибридниот погон? Се што се поврзува со марките на Dongfeng, на целото тоа присуство на Dongfeng, е една успешно изменаџирана работа. Како добро изрежиран филм, совршено изрежиран филм. Се почна со ДФСК, односно Dongfeng Sokon, Glory 580. Луѓе го забележаа автомобилот, го забележуваа затоа што тоа е голем автомобил,
просторен автомобил, семеен автомобил, автомобил со кој што не треба да се бара нешто повеќе. И така го привлекува вниманието на Dongfeng, на моделите кои што го нудат. Значи, не се нудеше ефтин автомобил, туку се нудеше противвредност. Голем автомобил за парите, кој што ќе служи за долго време. И тој модел изгради, совршено го изгради имиджот на Dongfeng, односно ДФСК, Dongfeng Sokon. Следен модел беше 500-ката, Glory 500-ка. Модел кој што менаџерите го осмислија да целат кон оној дел од пазарот каде што луѓето се посвесни за цената. Значи веќе мора да се калкулира кога се избира автомобил и треба да се биде повнимателен околу тоа што се добива, колкава противвредност, во таа смисла повнимателен, во смисла на противвредност. И зарем не е прекрасно ова? Еве, како што навлегувам, како што напредувам, се повеќе и повеќе се отвора, се разбојува, не знам, да си останеме ние на техниката, да не правам чудни зборови. И се чинеше дека се е комплетно, дека така ќе остане и ќе се покрива така, ќе се покрива учеството на Dongfeng и на увозникот, АБЦ Brothers, и како тоа е дело на увозникот, не е тоа автомобил, не се автомобили кои што се ставени во салон, па да сега нека се продаваат, кој сака нека дојде. Значи, тоа е пример за марка која што се работи. И да се вратам уште еднаш на темата. И кога се чинеше дека ќе биде смирено, дека е заокружено и така ќе трае со години, дојде и X5. Значи, купе SUV. BMW X6. Да не претерувам, ајде. Меѓутоа, убаво го исполира имиджот. Најави дека може да се случува и нешто многу повеќе. И се случи. Годинава е по-забележливо присуството, односно сцената, па буквално не може да се случи автомобилски разговор на тема автомобилизам, а да не се спомне Фортинг. Значи, исто како што луѓе го спомнуваат Мерцедес CL во салон, кабриолет, така го спомнуваат и Фортинг T5 Evo. Автомобил што задира кон премиумот веќе. Не е погрешно да кажам дека е премиум. И пак се чинеше дека тоа е се. Евеко. Убавени. Значи, тука човек најдобро уште еднаш да направам една мала исчекор од разговорот. Значи, тука доаѓате со автомобил, натоварени велосипедите, па и во багаж ги собира, или на покрив, или назад, и уживате во ова. И ајде да се вратам пак. Меѓутоа ќе ме разберете дека навистина овие убавини оставаат впечаток. Значи, заборавате за што сте збореле претходно. И пак се чинеше дека се ќе биде, се е заокружено, толку е, ќе остане сега и ќе се надпреваруваат така. Dongfeng, така ќе го изгради, тука ќе остане. И се покажа уште еден огромен напредок по сите оние големи скалила кои што ги направи претходно Dongfeng. Доаѓа хибриден T5, значи не кој било, туку хибриден T5. И што е работата? Значи Dongfeng во Кина има многу модели, многу поширока понуда. Па да претпоставиме дека ете 1/3 доаѓа на европскиот пазар. Меѓутоа на европскиот пазар моделите претходно треба да поминат хомологација, значи за да потврдат таму некои си господа дека автомобилот ги исполнува безбедносни, еколошки, потрошувачка, значи сите тие моќности, сите тие стандарди, производство, значи да се внимава за да добие хомологација и да може да се продава. И начинот
редоследот по кој што ете го село Лисича, редоследот по кој што се хомологираа моделите е тоа што ја покажува вештината на Донгфенг. И секако подготвеноста на ABC Brother да ги донесе многу модели. Значи, ние знаеме за сите овие автомобили уште долго пред Европа да знае дека постои Донгфенг или дека да се сетат таму некои си наши европски сожителки дека Донгфенг сепак е добра марка. Тука има споменици од Народно-ослободителната војна, убави села, убави градби, стари македонски куќи. Секаде тие наши, тој наш печат го има. Се препознава македонскиот зафат, се препознава како што пееме македонски, како што играме македонски, така и градиме македонски. Ете така. Со хибридниот Т5, Донгфенг, односно Фортинг, внесува нов квалитет, уште еден квалитет, значи уште една квалитетна вредност во својата понуда. Т5 и без тоа е штедлив. Значи, многумина го помнат по тоа што користи Mitsubishi мотор. Значи, Lancer ASX. И хибридниот погон не е решение за марката, туку е практично цели кон купувачите кои што бараат нешто уште пософистицирано. До сега Донгфенг не научи дека можеме да очекуваме комфортни автомобили, убаво изработени автомобили, просторни автомобили, штедливи автомобили, моќни, убави автомобили, значи сите тие квалитети доаѓаа претходно. Сега го внесува и тој квалитет на технологија. Значи со хибридниот погон уверува, Донгфенг уверува дека убавени. Што да зборувам јас? Не ме слушајте. Внесува квалитет. И навистина не е фер. Значи, не е тоа зборување без причина, без... Значи, не зборувам нешто што е неиздржано. И пак убедува дополнително. Значи, не внесува само хибриден погон, туку внесува хибриден погон што е посебен. Додека се возе во град, навистина се забележува колку е комфортно возењето, комотно возењето, тивко и линеарно. Значи, спокојно возење. Тука е добро место за да направам починка, веројатно нема да попречам некого. Аха, добро. Ето го. А сега да покажам зошто е тука убаво местото. Ето го Фортинг Т5 во хибридна изведба. Има и многу разлики во изгледот. Значи има многу детали. Плюс, меѓутоа, да дојдеме, меѓутоа да покажам тоа што имам намера да го покажам. Значи, ете го езерото, сега тука ми кажа едни возачи на камиони, ми кажа дека било дури и паднато нивото. Опаднато затоа што нема врнежи. Меѓутоа природата е таа, воздухот е тој, височко е. Значи не е висина која што е беззначајна. И може да се спушти долу, меѓутоа ета таа убавина. Ова е крај што се води како азот. Значи,
во основа крај во кој што се создавал, во кој што се чувала стока, се одгледувале земјоделски култури и слично. Меѓутоа, крај кој што не е најсовршено поврзан со патишта, еве колку има впечатлива, односно препознатлива природа, препознатлив крај. Ете, Тепет Ево, односно сега не е Ево, туку е хибрид, односно ХЕВ. Меѓутоа, уште долго ќе нарекуваат луѓе Ево. Ете го носот различен, значи зашилена и спойлерот е различен. Секаде има различни детали. Значи надградба. Значи, не е само до тоа да има хибриден погон, туку каков хибриден погон. И додека ја возев во град предходно, значи веднаш што ми ја презедов на тест, првиот впечаток беше колку е комотно, значи во тој скопски метеж, метрополата, значи во тоа чекање по улица во автомобил, првиот впечаток беше дека е многу комотно, значи се однесува како хибрид, повлекува, електрично го има тоа лесно, суверено, моќно повлекување. Значи, како воз кога поаѓа. Она се чувствува моќ, тоа е вртежниот момент од електромоторот. И многу е лесно во тоа поиди застани градско лудило. Многу е едноставно да се следи сообраќајот. Со хибридниот Тепет. Со хибридниот Тепет Ево. Човек му е sejedно дали ќе чека уште 2 минути или не, значи до толку го уништува тоа здодевство, вака сега ќе се поместима, затоа што имаме SUV. Значи тоа е джентлменство. И тогаш и не беше толку видливо дека е различен хибриден погон. Значи да, постои неизвестност, постои прашање како е направен хибридниот погон, дали е тоа исто толку добар хибриден погон како на великата Toyota. Значи заради хибридниот погон и не само заради други работи. И да, значи, уште веднаш од првите метри се исклучи таа неизвестност, тоа прашање дали е добар или не хибридот. И тоа што ми падна во очи, значи е преносот. Значи за разлика од Toyota која што користи CVT менуац, односно менуац со постојано променлив преносен однос. Тука има еден степен на пренос, фиксен степен на пренос. И сега луѓе што се разбираат повеќе во техниката ќе се прашаат како го изведува тоа. И никаде нема наведено тоа. А колку прекрасна гледка ова, морам да го вековечам, само ќе биде добро ако не му попречам пат некому, ете дапчиња, сливи, се има тука. Се познава дека е хибридниот модел и без да се прочита, нели, ги има овие издуи ала Ферари. Пишува и ХЕВ, Hybrid Electric Vehicle, Тепет Ево, Dongfeng Motors, Forthing. Значи, изгледа убаво, тоа знаеме. А, ова е причината зашто дојдов тука. Еве, значи, па,
Прекрасно. Ете го езерото. Нормално тие што се уживатели во нашата природа и светската, не само македонска природа, знаат дека со ова се пренесува само мал дел, меѓутоа верувајте ми дека навистина е вредно за посета. И чисто, спокојно, нема врева. Може би постојат и патеки за да се симне човек долу, меѓутоа не мора, секако дека тие што се повеќе авантуристи ќе направат малку по широка прошетка. Менувачка на начинот на игра. А јас бев тргнал да зборувам за тоа што е толку посебно што има само еден степен на пренос. Добро, знам. Ова многу сакав да го покажам. Бик. Осветлен во зелена боја. Порано, како деца, во моје време, кога ги дзиркавме колите како изгледат, кога ги осознававме, кога дзиркавме какви се колите како деца низ прозор, значи, таква рачка на менувач, да имаш на автомобил, тоа беше врв. Значи со прозирна, транспарентна глава на рачката на менувачот. Добре. Бик. Има уште многу што да покажам. Затоа ми траат видеата по еден час. Фортинг. Кој можеше да се понадева дека толку ќе промени овој автомобил? Одиме натаму. Еве какво е поаѓањето. За тоа ги секам хибридите. Тука малку се комплицира патот, се стеснува и води некаде надолу. До каде точно ќе води, не знам. Меѓутоа, видов дека некои камиони се спуштаат надолу. Сега веќе 20 до 3, веќе под сенка се. Не е пат по кој што ќе уживате во возење, затоа што сепак се работи за пат од трета категорија. Тука е во близина Нежилово, значи некаде во некој правец би требало да се гледа и Јакупица, Солунска глава и да се докажам за тоа зошто има само еден степен на пренос. Фортинг Т5 е во хибрид. Затоа што единственото објаснување, не може да се најде, значи, детално објаснување на техниката на работа, единственото објаснување на таквата концепција е дека станува збор за бензинец кој што работи како генератор. Значи, бензинецот е тој кој што испорачува енергија за електромоторот, од кој што понатаму се пренесува силата до погонските тркала. Има два електромотори. Нема менувач. Еден степен на пренос. И тоа може би ќе збуни некого како може да работи кола со еден степен на пренос, меѓутоа тоа е суштината на електромоторот. Значи, електричните автомобили се случај на Порше што вчера го возев
значи во турата Порше организираше тура со електрични тајкани низ Македонија. И за разлика, значи единствено Порше тајкане одстапка, таму има 2 степени на пренос, значи тоа се германските инженери. Електромоторот, вртежниот момент, способноста на електромоторот да произведе силен вртежен момент, да го задвижи моќ, за да го задвижи автомобилот, ја го овозможува, значи, користењето на тоа решение, таквото техничко решение, да се користи само 1 степен на пренос. Електричните автомобили имаат 1 степен на пренос. И колку и да објаснувам, се сведува на едно. Возењето е пријатно. Единствено, значи, тоа е единствено што камиониште добро, се изненадија и тие дека некој може да вози тука, добро, се враќам уште малку. Единствено што е различно е чувството на мало напрегање на погонот, кога, например, на автопат возите 130 во 7-миот степен на пренос денес или во 8-миот степен на пренос, во автоматик или 6-ти степен на пренос, значи го има тоа лесно чувство, тука малку отсуствува тоа. Значи, не е пречка, меѓутоа така што се луѓе што се малку поискусни во возењето и кои што знаат што се случува и би го забележале тоа, меѓутоа не е нешто што пречи. А тука може да се сврти, а може би и не. ТПТ во хибрид во есенски бои. А таму каде што има виштачка акумулација, значи дека мора да има и доток на вода. А тоа се случува тука. Ова е моќна вода, прекрасно. Колку има работи за откривање оваа наша убава Македонија. Ето, тоа се тие планински води, меѓутоа не кажаа мештаните дека е значително паднато нивото на акумулацијата, затоа што нема врнежи и тоа се одразува прекрасно, навистина. И тоа се работи кои што понатаму не држат да работиме цела недела до следниот викенд со крајни сили. Не крајни сили, со полна сила. Убав ни е наш јазикот, само што треба да знае да го користи човек. Бојава, нормално, тоа го спомнав и предходно, кинезите имаат вештина, вешти се со боите, затоа што примерете ги вазните, ете свилата, затоа им успева да привлечат внимание и со боите, да направат нешто што е различно. Детали. Ова подсеќа на електромотор. Значи, не е ништо случајно. Функционира безпрекорно. Потрошувачката 7 литри. Без никакво штедење по планински предели, иако тоа е потрошувачка која се однесува и на претходните возења, значи низ град беше возена, била возена. И оваа вредност би требало да биде многу подолу, пониска, меѓутоа ќе
видам понатаму како хибрид. Не помнам дека друг автомобил од кинеско производство, од кинеска марка, затоа што е релативно кинеско производство, и BMW и X1 се произведува во Кина патем, и електричните мини, и Dacia Spring, бестселерот до скоро. Не помнам дека друг автомобил бил на тест кај мене од Кина со хибриден погон, и тоа не со колку толку хибриден погон, туку со, значи малку по различен погон. Не објаснуваат премногу, значи нема многу техника, не може од производителот, не наведува нешто премногу загрижено, не се премногу загрижени да соопштат ете, ние направивме нешто посебно. Веројатно тоа е работа на убедување или едноставно на препуштаат на стручноста на луѓето што е работат оваа работа да оценат каков е погонот. Дефинитивно ми се допаѓа, да, и е одлично унапредување на Т5 Evo. Значи се совпаѓаат, правецот е истата насоката во која што одат оние вредности што претходно ги покажа Фортинг Т5 Evo на тестот, и тоа што сега го додава на нив хибридниот Т5 Evo. Тоа е надградба, додаток. Уште еднаш убедува комфортната амортизација, значи со повеќе нагласок на комфорт, тивка и комфорт, мека работа. Значи не е автомобил во кој што сакате да запрете и да излезете од автомобил, туку во кој што возите додека не дојдете до одредиштето, или ако ви се чини дека одредиштето е близко, гледате да заобиколите. Значи да одите од Скопје за Прилеп преку Извор, преку планина. Таква возење. Еве ги овие свиоци, значи добар е патот и ваков, нема потреба да се изведува нешто посебно, затоа што добро е некогаш добро вакви места да останат во сенка. Во внатрешноста се е исто како кај Т5 Evo, нормално во арматурната табла, дигитална табла, дигитални инструменти. Ова поле за ракување со климата, за кое што и претходно се пожалив дека не ми е најчитливо поради аголот, значи не можам вака да седам. Не е пречка, значи тоа е автоматска клима, добро во ред. Меѓутоа секаде е додадено нешто, додадена боја. Има доработки. И тоа убава боја. Кинеска работа. Ова изгледа, ова и финише како карбон. Чинам дека претходно беше пијано финиш, ова е со изглед на карбон и во ред. Значи сакаат да внесат, сакаат да наведат на спортскиот карактер на, значи со овие детали во внатрешноста, значи со не само со бојата, туку и на начинот на кој што е изведено тоа акцентирање, седиштата посебно и надворешноста, сакаат да го прикажат овој модел, менаџерите сакаат да го прикажат како спортски автомобил. Значи не е како автомобил со кој што
луѓе би им здодеало тука автомобил во кој што ќе уживаат во возните својства, перформансите и тоа што нема да биде, значи, на штета на потрошувачката. Значи, еве тука на неколку места може да се забележи дека навистина погонот го исполнува тоа, значи моќно делува. Не се забележува преоѓање од чисто електричен режим во хибриден режим, во генерирање, значи рекуперација на струја или во нема ништо. Значи човек го добива точно тоа што ќе го побара со на педалот. Тука е малце поквалитетен патот, меѓутоа е непрегледен и не менува во возните својства, не менува нешто многу. Сега ова е далеко од неговите можности, може многу подинамично да вози. Не пречи, батеријата е назад. Тоа е мала батерија, релативно мала батерија, меѓутоа поголема отколку во Toyota. 2 киловат часа е батеријата и дозволува навистина комотно се чувствува погонот, хибридот во ТПТО се чувствува комотно со таа батерија и жолт, и портокалови, кафен и есен, Македонија. Сонце. И еве, се е предвидливо, значи да, ништо, никаква лоша или неочекувана редакција, балансирано. Значи, сето тоа го пренесува. Ова го конструирал човек кој што се разбира во возење, а ова сакам да го прикажам колку изгледа фантастично. Тоа е причината зашто запрев нормално. Кадарот почнува со фортинг. Ето. Сега е некаде близу 3 часот и се случуваат волшебства. Прекрасно. И тоа е вистинскиот звук. Природен. ТПТ-во. Чудо. Автомобил на 2024 година. Добро. Возењето може да продолжи. Значи, тоа е типичниот манир. Мора 2 пати да се повлече во... Ја нема вообичаената заштита со копче од страна, туку мора 2 пати да се повлече наназад за драйв и нанапред за рикверс. Има интересен приказ. Јас секогаш би сакал повеќе да има поимпресивно, да биде многу покрупно, многу пошанерирано прикажувањето на тоа, на податоците за хибридот, меѓутоа и самото тоа што Toyota се откажа од толкав филм со прикажување на работата на хибридниот погон, после да, сигурно има повеќе од 25 години од првиот хибрид, да, од Prius хибрид. Тоа што се откажа од прикажување на толку впечатливо информации за тоа што се случува со хибридниот погон, покажува дека и на купувачите, на возачите не им е толку важно што се случува. Многу лошо изведено ова. Значи, разбирам дека тука се има води, се пренесуваат и слично, меѓутоа е опасно. Значи, ноќе доколку се вози, тоа е многу опасен дел од патот. И внимавајте.
Меѓутоа, секако дека не треба да се сведе на тоа внимавајте, туку треба да се заштити некако тоа. И тоа што зборувам толку тивко, тоа што зборувам толку тивко е заради хибридниот погон. Значи е чудо. Не е чудо дека постигнале хибриден погон, туку колку софистицирано се однесува. Луѓе кои што го знаат, го познаваат начинот на работа на хибридниот погон, ќе препознаат тука умешност, искуство. Се разликува од Toyota. Значи, различно чувство е. Не влечам кон заклучокот дека едното е подобро од другото. Секако Toyota е Toyota. Следи најавен ми е тест на Camry, доаѓа наскоро Camry на тест. Camry со хибрид од 5-та генерација. Меѓутоа, навистина бев резервиран околу тоа дека ќе работи, еве тука привлекува погледи автомобилов. Значи, не само што го забележуваат, туку и се вртат по него. И навистина нема простор за никакво сомневање. Повеќе е прашањето што следно подготвува Фортинг да ни приреди на македонскиот пазар. А веќе знам кое е тоа изненадување, го најавија секако луѓето, а тоа е електричен Nami Box, градски автомобил од класот на, односно во основа е автомобил со големина колку Dacia Spring, малечок автомобил, електричен, меѓутоа сосем пристоен и технолошки напреден, стилски изгледа мощна е примерна, пристојно, на слика и на видео, еве го и тука истиот тој канал. И тоа ќе биде следното големо изненадување, односно изненадување. Следниот нов квалитет кој што ќе го внесе Dongfeng во својот настап на македонскиот пазар, односно и во Европа веќе Dongfeng со Nami Box ќе цели на европскиот пазар. Веќе се продава во Швајцарија дефинитивно, дали во Холандија, не знам, или во Белгија, меѓутоа да, еве го. Прекрасно. Значи, на долнината се наполни батеријата, секогаш е полна, ја немам видено дека некогаш е под половина, дека падна до сега, меѓутоа го искористи таа енергија за сега да повлече како електричен автомобил. Значи, чувство имав дека возам електричен автомобил. Сега е на струја, сега во овој момент возам на струја. Не се чувствува. Значи, преоѓањето се чувствува, да, кога човек ќе биде во електричен режим, еве прекрасни бои. Еве ги. И тоа го полни човек за да може да издржи цела недела да работи со полна сила. Сега е чисто електричен погон, значи возам некаде со 70 на час, со мало оптоварување. Целосно електричен погон и се чувствува, да.
што ќе црпи енергија, значи од батеријата назад во багажникот е, значи тоа што се слуша звукот, тоа што се слуша предупредување е дека ја прегазувам линијата. Тука е мостов многу чудно обележен, односно не обележен. Река. Земјоделски крај, кој што е активен. Ето. Браво, човек. Да ти е на чест. Тутун. Е сега тутун. За извоз, ајде. Многу пријатно чувство. Пак ќе нагласам. Значи, самиот Т5 е комотен автомобил, значи патувачки автомобил, крстосувачки. Меѓутоа, ова го прави, му додава вредност. Не е хибридот додаден за тоа што пазарот покажал простор за хибрид, дека на луѓето ќе им се допаѓа хибрид, да има хибрид во понудата, туку хибридот очигледно е дека е пресметан уште во почетокот. Значи, откако е вклучен во самиот развој. Т5 е развиен уште од старт со намера, со цел да има во понудата и хибридна изведба. Приклучен хибрид има во 600-ката и таму се води како E5, а тоа што не го спомнав, цената 33.900. Значи, сета таа опрема која што тутун, сета таа опрема која што ја има Т5 Evo и тоа што плюс го додава, значи, хибридот, и во опрема, и во стил, и во хибридниот погон секако. Значи, лесно се заборава човек. Сето тоа чини над тие 33.900 са над цената од 28.600 чинам дека беше на бензинецот. Вреди апсолутно. Значи, не е само опрема, туку и седиштата се изведени различно. Многу е пријатен материјалов. Многу е пријатен материјалот. Не е природна кожа, вештачка кожа, меѓутоа е технолошки совршена. Ете се приближувам до чашка, тоа се тие пластеници и навистина и на допер е многу пријатна. Па не е случајно тоа што има дезен, што има украси како спортска облека. Па мене ми се најблиски до патики, до Умбро патики. И такво е чувството, значи скап материјал, не добива чувство човек на вештачки материјал, туку на скап материјал. Ете е чашка. Ќе го снимам и делот од качувањето горе до магистралниот пат кој што води понатаму до Теова со 500 годишниот јасен. Значи тоа е исто нешто што вреди да се види. Па натаму е после Нежилово, Рибниците, горе Солунска глава.
македонските убавини. Река, фудбал, спокојство. Некогаш се спомнуваше идила, денес не помнам кога последен пат имам слушнато за идила, црква. Ето, луѓе имаат каде да си излезат, да си прошетаат, деца на чист воздух. Упс, хибрите кутринјава не го слушаат хибридот, не. Значи мост, односно тунел. И качувањето е уште еден пример за тоа како се однесува хибридниот погон. Еако. Има еден интересен податок кој што покажува колку од моќноста е ангажирана во моментот. Не се трудам нешто многу да забрзувам. 10%. Значи за оваа угорнина на горнина, која што ја помнат луѓе што ја посетиле, знаат. Значи не е, ова е поголема на горнина од колку на водно. Далеку поголема. 10% е ангажирано од моќноста. И работи. И моторот, еве го, се слуша, во овој момент се слуша оној препознатлив звук, како нередовен звук, меѓутоа, кога човек ќе знае од каде доаѓа звукот, е се многу по успокојувачки. Тоа што имам забелешка е дека можеби јас сега уште не можам да ги откриам, меѓутоа сакам повеќе податоци околу хибридниот погон. Колкав дел од патот е поминат со ангажираност. Тоа што имам забелешка е отсуството на информации во врска со ефикасноста на погонот. Значи, е ефикасен, е моќен, е култивиран, се, да, меѓутоа, сакам да имам малку повеќе податоци околу тоа, да се занимавам дополнително, да знам колку навистина ми е делотворен хибридниот погон, над тоа што добивам податок дека еве упорно седи на 7,1 литри, со таа напомена што во тие 7,1 литар просек, 7,1 литри просек е вклучено и претходното возење во град. Станува збор за нов автомобил, има 1000 неполни 1500 километри поминато до сега. Еве го вклучувањето на магистралниот пат и таму продолжуваме за Велес, значи да му ослободиме пат на човекот. Оптоварен пат е, има сообраќај, ме радува што има, напред е Велес. И некој камион поменал претходно и се мирисе на дизел.
Благодарам, приятно.